Ми представува задоволство што бев поканета оваа година да бидам рецензент, да речам, на јубилејната веќе изложба посветена на професорите и студентите од ликовните или, да речам, визуелните факултети низ државата, кој што се одржува веќе по 4-ти пат годинава во Младинскиот културен центар. Мојот пристап кон ова, да речам, изложба генерално е дека ова е една интересна образовна екологија, затоа што ваквиот начин на представување на релацијата или корелацијата професор-студент навистина представува еден врзивен екосистем сам по себе, бидејќи без функцијата на професорот како медијатор, на студентот како впивач, меѓутоа и на актуелното време во кое што живееме, од политички, од социјален, од технолошки, од дигитален аспект, навистина представува еден систем кој што не може да функционира без еден хоризонтализам веќе во денешно време. Значи, нема таа хиерархиска поставеност во која што сега студентот е буквално наследник, нели, на својот професор, како што беше своевремено, туку тоа е една жива соработка која што треба да продуцира една нова слика за визуелната уметност, која што треба да не представува, нели, во иднина. Така да, навистина, овие изложби се убав пресек за тоа и како се развива воопшто образовниот систем кај нас и колку новите методологии и пристапи се применуваат на различните институции кои што се занимаваат со визуелна уметност кај нас, колку новите пристапи, интердисциплинарноста, трансдисциплинарноста се применуваат, колку тие медиумски закоравени стари стандарди на, нели, класични ликовни дисциплини како сликарство, скулптура, графика веќе се испреплетуваат со останатите дисциплини во доменот на визуелната уметност, како дизајн, како мода, како не знам, дигитална технологија која што се применува, меѓутоа се повеќе и повеќе се губат и границите и со останати дисциплини, како што се, не знам, антропологија, историја, филозофија, па дури технологија, дури природни науки и така натаму. И навистина тој пристап треба да го подхрануваме се повеќе и повеќе, затоа што уметноста од секогаш била еден поширок приказ за реалноста во која што живееме, па така и идната уметност која што младите студенти, идни визуелни уметници македонски ќе го создаваат, треба да биде една лична визија или став за реалноста во која што живееме. Така да, навистина, ја поздравувам оваа изложба и чинам дека 4 години до сега ќе прерасне и понатака во една традиционална манифестација која што секоја година ќе го представува најновото на македонската визуелна сцена, создадена од најмладите автори кај нас. Оваа година, значи по 4-ти пат, ја организираме традиционалната, веќе можам да кажам, изложба професори и студенти, организирана, нели, од повеќе факултети, универзитети, односно од 5 конкретно, како што кажа и почитуваната колешка доктор Ана Франговска, и дури во самиот текст на тоа го потенцира. Оваа година мене ми припадна, да кажам, таа бајде чест, па и задоволство за организација и концепција на самата изложба. Овде можете, како и сами, мислам, можете да забележите дека ние сме тука во една работна атмосфера. Навистина имаме одлични студенти, мислам секако професорите да не ги запоставиме, меѓутоа одлични студенти со одлични дела, кои што се работени во различни медиуми, од сликарство, графика, дизајн исто така, инсталација и така натака. Навистина, по мене, ова е една одлична можност, нели, еве по 4-ти пат да се представиме пред љубителите на ликовната уметност во Скопје, па и пошироко во Македонија, да едноставно преку оваа изложба
го представиме она што ние првенствено како дејност, нели, во доменот на едукацијата и образованието на младите генерации. Така да ние би сакале да ги поканиме и гледачите на вашата телевизија да повелат во Младенскиот културен центар во 20 часот и да ја отвориме заеднички оваа прекрасна изложба. Навистина се надевам дека ќе има и доста одзив. Па ние од Факултетот за арт и дизајн веќе 4-та година поред настапуваме, учествуваме од самиот почеток на оваа изложба професори и студенти, така да веќе стана традиција и сме тука, така што навистина таа интеракција помеѓу професор и студент е нешто посебно, нешто навистина една сериозна работа каде што има и давање и примање во однос на знаењето и тоа што професорот го дава, тоа што студентот го восприема и обратно. Затоа што и ние учиме од студентите, не само што професорите дават, туку и земаме од студентите, така да се прави една убава интеракција, еден таков синергија, со што резултатот веднаш ќе го видите на целата поставка што е позади нас. Така што можам да кажам дека студентите многу добро еволуираат, многу добро напредуваат. Ова е еден многу одличен проект кој што им дава плюс на студентите да сами понатаму се охрабат кон својот нов пат во творење. Така да ова е добра одскочна даска за сите студенти, како и за професорите, да видиме кој до каде се наоѓа. Инспирацијата општо кај секој уметник, кај секој автор дизајнер се црпи од секојдневието. Од нашиот разговор, тука што го имаме, од кафе со пријателите, прошетка, слушање на музика, читање на добра книга, филм и така натаму. Но овие се и некои методски задачи што ги правиме на Факултетот за арт и дизајн, професорите и студентите заедно и од другите факултети. Така да секојде нека имаат и задача, но плюс за да се изработи таа задача, тој сепак треба да биде инспириран и да биде секако полн со ентузијазам за тоа да го сработи, да нема она рамнодушност, туку да има позитивно, пат би рекол во уметноста и дизајнот се провокација. Имаме позитивно и негативно дразнење, што е тоа одлично. Одлично е да рече некој, вау, колку добро дело, или да рече, ова не ми се допаѓа. Тоа е одлично, сепак има едно и друго дразење. Лошо е ако има рамнина, ако нема никаква емоција, тогаш проблемот е или до авторот, студентот, или до реципиентот. Така да сметам дека овие генерации што помина веќе 4 години досега и тие претходно се на многу добар пат. Не го кажувам тоа субјективно, навистина сум објективен во тој дел, се на многу добра одскочна даска. Нашата академија секоја година учествува на оваа изложба. Ние сме мала, но многу посветена институција, работиме со многу љубов и со уште повеќе љубов сакаме тоа што го работиме да го споделиме, особено да го споделиме во контексти во кои што се представуваме со наши колеги од други факултети и од други универзитети. Па така, ова е прилика во која што сите ние, и менторите, и студентите, можеме да направиме убава и визуелна и секаква друга комуникацијска размена со нашите колеги, да видиме каде сме, да видиме што е она што нам не недостасува, да се подобриме врз примерите на нашите колеги и секако се надевам дека тоа е взаемна работа која што е едно прекрасно искуство од овие изложби.